Во услови на зголемен број жртви од израелските воздушни напади, за кои Министерството за здравство во Газа, управувано од Хамас, вели дека надминало 7.000, американскиот председател Џо Бајден рече: Не знам колку палестинците ја кажуваат вистината за тоа колку луѓе се убиени. Сигурен сум дека се убиени невини, но тоа е цената за водење војна. Изјавата ги налути американските арапи, муслиманите и другите кои веќе протестираат против справувањето на Бајден со војната во Газа. Ова е апсолутно шокантно и нехумано. Дали председателот би се чувствувал подобро ако загинат само 1000 палестински деца? И демократите се лути. 9 членови на Конгресот, главно од прогресивното крило на Демократската партија на Бајден, гласаа против резолуцијата со која се поддржува Израел и се осудува Хамас, бидејќи не жали за загубата на палестинските животи. Различни анкети покажуваат дека повеќе американци сочувствуваат со израелците отколку со палестинците, иако помладите американци се поделени. Американските евреи, многу важна група во однос на гласовите и придонесите за Демократската партија, имаат речиси универзални пофалби за председателот Бајден и начинот на кој тој се справува со ова. Републиканците во Конгресот се поскептични за посветеноста на Бајден да финансира странски војни, вклучувајќи го и новоизбраниот председател на представничкиот дом, Мајк Џонсон, кој е наклонет кој на Израел, но е против испраќање повеќе пари во Украина. Првата помош што ќе ја донесам ќе биде поддршка за нашиот драг пријател Израел, иако е задоцнета. Уделот на гласачите кои го одобруваат справувањето со ова прашање од страна на Бајден се зголеми за 9%, веднаш по нападот на Хамас врз Израел. Како војната во Газа ќе влијае на кандидатурата за реизбор на Бајден во 2024 година, ќе зависи од тоа дали конфликтот може да се ограничи. Во соседен Либан се интензивираа прекуграничните напади меѓу Израел и Хезболах, поддржан од Иран. Ако директно се вклучиме во овие војни, да, Бајден ќе изгуби. Но се додека тој ги држи американските трупи надвор од линијата на огнот, мислам дека тоа нема да биде ни приближно контроверзно. Не мислам дека тоа ќе биде главен фактор за гласовите на американците. Сабато додаде уште еден клучен фактор. Дали палестинските смртни случаи може да се минимизираат и да се достави хуманитарна помош.